живеат во златните планини. А кралевите, тие саме не се само питачи. О, колку убав ден Богом ми подарите. На сцена излегуваат мајката Евномија со својот син Ликонит. Ти реков, мајко, ти ја знаеш мојата авантура со керката на Евклион. И сега те молам и те преполнувам. Како што те молев и до сега. Оди и кажи му го сето тоа на Вујкови. Ти знаеш дека твоите желби се и мои. И се надевам дека ти успеам кај брат ми. А впрочем, твоето барање е вистина. Ако е точно тоа што го велиш, дека во пиянство си го извршил насилството на девојка. Не боли слова Бог. О, мајко, помош! Не боли слова Бог. Гледаш, мајко, ова кажува повеќе од сите зборови. Таа Елена, веќе се пораѓа. Ајде, дојди ќе одиме кај брат ми. Оди, тоа е кај Елена. Јас си одам. Мислам дека е Евклион. Ми нема спас. Се е откриено. Што да правам сега? Да одам или да избегам? Кој зборува таму? Јас, еден несметник, го признавам тоа. Што велиш? Ја кажувам истината. Како си можел млад човеку да му уништиш и мене и моите деца? Да ни направиш зло и мене, а и керка ми? Нема што да се прави. Лошото е веќе направено. Затоа дојдов да те молам да ми простиш. Бидејќи тоа беше грешка на виното и љубовта. Не ги сакам луѓето што се извинуваат од кога ќе направат зло. Нема што да се прави веќе. Тоа е. А да ми го вратиш тоа што е во твоите раце, бидејќи е мое. Што да ти вратам? Ти многу добро знаеш што си ми зел. Не знам ништо. Како не знаеш? А мојот ќуп кој го украде? Како ќуп? Не знаеш? Не знам. Не го украде ти? Не зборувај такви глупости, јас не сум крадец. Добро, ти верувам. А ако дознаеш кој го украл, ќе ми јавиш? Ти ветувам дека ќе ти јавам. А зошто сум ти сега? Ти знаеш кој сум јас и кој е моето семејство. Тука живее Вујко ми Мегадор. Го знам, да. Но што сакаш ти? Тој ми јави и ми кажа да ти кажам дека се откажува од венчавката. Се откажува? Сега кога јас го загубив моето злато поради него и кога се е спремно за свадба. Што се дереш кога направи да бидеш дедо на свадбата на твојата керка? Леле, каква страшна работа ми кажуваш. Туку да проверам што зборуваш. Најпосле мислам дека е најдобро за сите нас. Но каде може да биде стробил по ѓаволите? Ми останува да го почекам овде. За не е тоа мојот господар што го гледам. Зар не е тоа мојот стробил што го гледам? А зошто да не му кажам за добриот плен? Ќе го прашам да ме ослободи. Доста време робам. Господару, најдов нешто. Што најде? Ќуп пон со злато. Како ќупон со злато? Му го украдов на оној старецот Евклион што живее он. Стробил, не зборувај такви глупости и оди врати го златото. Ама кој е злато? Па тоа што ми призна дека си го украл. Јас се само шегував, господару. Знаете како што си имам обичај да си правам. Стробил, нема време за губење. Дай ми го златото и ќе те пуштам да си одиш. Дай ми го златото, ти реков.
слободен и оди си. Евклион, Кој ме вика? ликови. Ајде побрзај. Што сакаш од мене? Еве ти го златото, а ти дај ми ја керка ти за жена. Гледам, ама јас сум сиромав човек. И таков живот знам и да живеам. Статило, дојдете малку. Знаеш што, Николит, ти го давам златото, а ќе ти ја дадам и керка ми.